الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر صدق الله العظيم. Хамдот му припадвите единствено на возвишениот Аллах Джелле Шануху, Господарот на сите светови на дуњалук и ахирет. Нека е салават и селам на Аллаховиот пејгамбер Мухаммед саллаллаху таала алейхи ва саллем, неговата честна фамилија, неговите другари асхаби и сите оние кои го следат неговиот пат се до судниот ден. Почитувани джематли, почитувани браќа и сестри муслимани, се наоѓаме во благословениот месец Рамазан, месец на милост, месец на прошка и месец на спас од огнот џехеннемски. Ова е месец кој Аллах Джелле Шануху го оделикувал од останатите други месеци. Во овој месец се отвараат џеннетските врати, а се затвараат џехенемските врати и шејтаните се врзуваат. Почитувани верници, Рамазан е месец на пост, но не е само месец на воздржување од харана и пијалок. Тоа е месец на ибадет, месец на враќање кон нашиот Створител, кон враќање кон Аллах Джелле Шануху, месец на чистење на нашите срца и на нашите души. Во овој месец муслиманот се труди што повеќе да учит Кур'ан, што повеќе да кланјат намаз, што повеќе да дават доброволна садака, што повеќе да го прават зикар на Аллах Джелле Шануху, односно човекот се труди што повеќе да правит ибадет и добри дела. Почитувани верници, еден од најважните ибадети во Рамазан, кој што луѓето го запоставуваат, е намазот. Многу луѓе постат, но за жал некои го запоставуваат намазот, газат строга наредба од возвишениот Аллах Джелле Шану. Постот без намаз е голема загуба за човекот. Затоа што намазот е столб на ова наша возвишена вера. Возвишениот Аллах Джелле Шануху во Кур'анот велит Бисмиллахир Рахманир Рахим ва акимус салах ва атуз зака. Викат Аллах Джелле Шануху: и извршувајте намаз, клањајте намаз и давајте зечат. Овој ајет ни покажува дека намазот е една од најголемите обврски на муслиманите. Една од најголемите обврски на верниците. Дека намазот е поврзан со сите други останати ибадети. Исто така возвишениот Аллах Джелле Шануху во Кур'анот велит Бисмиллахир Рахманир Рахим Инна салата танха анил фахшаи вал мункар. Што значи, навистина намазот одвраќа од разврат и од лоши дела. Почитувани џематли, намазот го чисти срцето на човекот и го оддалечува од сите оние работи што Аллах Джелле Шануху ги забранил. Намазот е врска, конекција меѓу робот и неговиот Господар. Нашиот пејгамбер Мухаммед саллаллаху таала алейхи ва саллем рекол: главата на исламот, главата на верата е исламот, а нејзиниот столб е намазот. Тоа значи дека ако човекот го чува намазот, значи ја чува и својата вера, го чува и исламот, е одговорен за исламот. Во друг хадис пејгамберот Мухаммед саллаллаху таала алейхи ва саллем рекол:
Договорот меѓу нас, односно тоа што нас не разликува од немуслиманите, е намазот. Кој ќе го остави намазот, вика пејгамберот салаллаху алейхи ва саллем, направил голем греф. Зато, почитувани џематли, муслиманот мора да го чуват својот намаз 5 пати на ден и во свое време, и да го кланјат исклучиво со ихлас, со искрен ниет и со чисто срце. Рамазан е најдобра можност човекот да се поправи. Ако некој пред Рамазан не бил редовен на намаз, ова е голема прилика човекот да започне да клања, да започне да прави добри дела, да се врати кон својот Створител. Аллах џеле шануху ја сака таубата на човекот и секогаш го прифаќа искреното покаяние. Во Рамазан, почитувани верници, имаме и посебен намаз, така наречен теравих намаз. Пејгамберот Мухамед салаллаху таала алейхи ва саллем рекол: кој ќе ги помине ноќите на Рамазан во намаз со вера и надеж за наградата, ќе му бидат простени претходните гревови. Затоа, почитувани верници, треба да се трудиме секоја вечер да дојдеме во Аллахова куќа, да го клањаме јацискиот намаз и да го клањаме теравих намаз и да го оживееме нашата Аллахова куќа, односно да ги оживееме нашите џамии. Но Рамазан не е само месец на намаз. Ова да ни стане јасно. Рамазан не е само месец на намаз и пост. Тоа е месец на дарежливост. Месец на дарежливост и помаѓање на сиромашните и безпомошните. Во овој месец, овој благословен месец, муслиманите даваат зечат и садакатул фитр. Зечатот е едно од 5 столбови на исламот и е обврска за оние кои имаат имот над одредениот нисаб. Со зечатот, почитувани верници, се чисти имотот на човекот и се помагаат сиромашните и потребните, односно безпомошните. Возвишениот Аллах џеле шануху во Куранот вели: Бисмиллахир рахманир рахим, خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. Викат Аллах џеле шануху: земи од нивниот имот садака со која ќе ги исчистиш и ќе ги очистиш. Покрај зечатот, почитувани верници, муслиманот во Рамазан треба да дава и многу доброволна садака. Пејгамберот Мухамед салаллаху таала алейхи ва саллем бил најдарежлив човек, а во Рамазан бил уште подарежлив. Почитувани џематли, во последните 10 дена од Рамазан, кои што ние се наоѓаме во тие последни 10 дена, се наоѓа и најблагословените ноќи во целата година. Во тие ноќи се крие големата ноќ, така наречена Лейлетул Кадр. Возвишениот Аллах џеле шануху во Куранот велит: Бисмиллахир рахманир рахим, Лейлетул Кадри хајрум мин алфи шахр. Викат Аллах џеле шануху: ноќта на Кадр е подобра од 1000 месеци. Тоа значи дека ибадетот во таа ноќ е подобар од ибадетот во повеќе од 83 години. Пејгамберот Мухамед салаллаху таала алейхи ва саллем не советувал да ја бараме Лейлетул Кадр во последните 10 ноќи од овој благословен месец Рамазан и Шериф, а особено, рекол пејгамберот салаллаху алейхи ва саллем, во непарните ноќи. Во тие ноќи муслиманите треба повеќе да клањаат намаз, повеќе да учат Куран, повеќе да прават дова и да бараат прошка за своите гревови од својот Створител. Во тие последни 10 ноќи пејгамберот салаллаху таала алейхи ва саллем правел и итикаф, односно влегувал во итикаф, престој во џамија со намера да се посвети целосно на ибадет. Итикафот, почитувани верници, е голем суннет
и пракса на нашиот пејгамбер салаллаху алейхи ва селем. Пракса, каква пракса? Човекот да се оддалечи од секој дневните грижи и целосно да се посвети кон Аллах џелле шануху. Во тие денови човекот се оддалечува, односно пејгамберот салаллаху алейхи ва селем во тие денови се оддалечувал од секој дневните работи, од секој дневните потреби и се посветувал на намаз, се посветувал на повеќе учење Кур'ан, се посветувал на повеќе правење дова, повеќе барање истикфар од Аллах џелле шануху. Улемата кажува, почитувани верници, дека и тикафот го чисти срцето на секој еден верник и му помага да се оддалечи од гревовите и од грижите на овај дуњалук. Затоа, почитувани џематли, ако некој има можност да направи итикаф барем неколку дена или барем една ноќ во џамија, тоа е голем ибадет и голема награда кај возвишениот Аллах џелле шануху. Итикафот ни помага да го зајакниме нашиот иман, да се приближиме до нашиот Створител и да бараме ноќта на Лейлетул Кадр, која е подобра и повредна од 1000 месеци. Затоа, почитувани верници, да го искористиме овој благословен месец, кој што ни се преостанете уште неколку дена, да го чуваме постот, да го чуваме намазот, да даваме зечат и садака, да ги оживееме ноќите со теравих намаз и ибадет и да бараме благословената ноќ, Лейлетул Кадр, да ги учиме нашите деца на намаз, да ги учиме нашите деца на пост, на љубов кон Аллах џелле шануху и неговиот пејгамбер Мухаммед салаллаху таала алейхи ва селем. За крај, почитувани верници, да го молиме возвишениот Аллах џелле шануху во овие преостанати дена од овај мубарек месец Рамазан и Шериф да ни даде сила и свесност за да можеме редовно да ги извршуваме Аллаховите наредби по суннет на Мухаммеда салаллаху таала алейхи ва селем, да ни опрости сите греои и на крај да не награди со највисокиот степен во џеннетот. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.